поддржано од Zimpex. Режија вели дека се снима нова епизода, барчиме со Дуле. Денес можете да видите дека сум со кошула запетлан догоре. Значи, ова емисија пресериозна ќе биде. Се зафркавам, нема да биде пресериозна. Денешната гостинка ме умори во спремањето на емисијата, затоа што професорке не можев крај да ви го најдам. Толкава биографија, од толку успеси, од толку активности што ги правите во моментот и сте ги правеле во минатото. И сега предпоставам дека кога ќе дозборам, ќе ми речи да не му персирам, ама јас не можам да не му персирам. Добре ни дојдовте. Денес за гостини имаме професор доктор Ангелина Станојевска. Здраво и благодарам на поканата и се надевам дека низ емисијата нема да персираме. Нема да персираме. Ќе пробам. Сепак ние сме од едно такво време што ќе се спомни професор, малце поинаку го доживуваме нештото, не знам денес како студентите се однесуваат и какви перцепции имат. Ќе пробам да не ти персирам. Професор доктор Ангелина Станојевска, моментално вонреден професор на правниот факултет Кичево при Универзитетот Климент Охридски. Значи од редовен веќе од декември 2024. Отлично. Седиштето ни е на правниот факултет во Кичево, имаме дисперзирани студии во Битола и Струга и сме единица на Универзитетот Климент Охридски во Битола. Отлично. И вчера, завчера и позавчера, кога разговаравме, шуке разговараме, отворив на интернет, најдов многу работи. Во една емисија не можеме ништо од тоа да покриеме, затоа што не е само да кажеме вие што правите, туку ова е една тема која што за нас од оваа страна што сме обични, што немаме врска со криминологија, освен што гледаме CSI, изгледав неколку епизоди да се потсетам. CSI Мајами со Хорацио, кој според легендата му е брат на Чак Норис, ама биле скарани за женска од мали, затоа не зборале денес. Јас бев стварно воодушевен од она што го прочитав и посебно се задржав на делот кога бевте во Америка на Универзитетот Мизури во Сент Луис и прочитав неколку интервјуа за вашето искуство таму, за твоето искуство таму. И денес ќе разговараме, може пола емисија за тоа таму, ама тоа во вториот дел ќе биде. Дипломиран криминалист на Полициска академија. Прво кога прочитав вака Полициска академија, ми текна да ве прашам дали ги имате гледано филмовите Полициска академија. Да, имам гледано сите, меѓутоа тоа искуство бе многу поразлично од тоа колку луѓето ги ја замислуваат Полициската академија од филмовите или воопшто како функционираат полициските академии, на пример во Америка. Во основа тоа беше студирање 4 години. Започнав 2004 година, тогаш првпат се отвори Полициската академија. Претходно студирав една година на Јустинијан I правниот факултет во Скопје, тоа што си заминав кога се отвори Полициската академија и почнав од почеток пак од прва година. Меѓутоа таа беше мојата желба од секогаш и решив дека таму ќе студирам штом веќе има факултет повторно, затоа што во 95-та беше затворен факултетот за безбедност кој што постоеше претходно. Бевме 140 луѓе во генерацијата, прилика сличен број на девојки и момчиња, значи 80 момчиња, 60 девојки. Живеевме заедно, во смисла интернатско сметување беше, што возможи да станеме многу поблиски како пријатели заради тоа што постојано бевме заедно, не само на предавањата. Така што беше навистина големо животно искуство, кое што не заврши за голем дел онака како што сакавме, меѓутоа Дипломиран криминалист, така? Да. Што може да работи еден дипломиран криминалист? Сега збораме без да продолжи на постдипломски, на докторски, како вие што продолживте. Чисто онака ме интересира што може еден дипломиран. Во сите безбедносни институции во државата, почнувајќи од Министерството на внатрешни работи по сите други институции од област на безбедност. И во еден дел, во едно интервју ваше, во еден дел велите дека во тој момент поради општествените прилики
не се вработивте. Вие и другите од генерацијата Голем дел. дипломци, колеги ваши што беа. Што се мисли по тие тогашни општествени прилики? Па МВР немаше јавни конкурси. Формиравме издружение на дипломирани криминалисти, во кое што подоцна како дипломираа генерациите имаше можност да се зачленат колегите. Организиравме и 2 протести, кои што беа нерегулирано пријавени мирни протести во кои што само се движевме и потоа пред владата стоевме со транспарентни од типот дека безбедноста не трпи импровизации, дека оние луѓе кои што одделиле 4 години од својот живот да студираат за безбедноста и Така. се околу неа, дека би требало да добијат шанса, нели? Ние не баравме да имаме предност пред другите, туку да има огласи на кои што ќе може да конкурираме, па потоа се види дали ги исполнуваме условите кои што Да, ги бара министерството. исто видов дека вие имате посек 9-90, така? Скоро 10 на до дипломските студии што ги имавте. И како немаше конкурси, не разбирам како вработваа луѓе тогаш, законски, како Немаше конкурс, едноставно беше објаснувањето дека кога ќе има конкурс не може да се аплицираме. Дури првенецот на генерација, тоа беше мојата цимерка, која имаше 9,97. Во тогаш на студиите не беше исто работена тогаш. Одлично. Добро, после тоа магистар на науки од областа на криминалистика и криминологија, значи морав да напишам на ливче. Доктор на науки од областа на безбедноста, сте учествувале и сте биле како да речам, проект менаџер на многу проекти од Erasmus програмата. Размена проекти за Координатор. безбедност, координатор. Да, додека Исто е нешто што е многу важно, сакаме да го напомениме, дека вие сте дел од научно-истражувачка работа во областа на криминологијата, точно. добро, нели, нашите места на факултетите се наставно научни звања, така што од една страна е наставата и работата со студенти, од друга страна се истражувањата кои што се Да, ми беше поентата, Многу ама важен дел. активно сте уклучени во нештото. Да, добро, и напредувањето во звањата ни го барата, меѓутоа ако морам да бирам, тогаш повеќе би ги избрала истражувањата, да не се почувствуваат погодени или студенти дека не сакам да работам со нив. Тоа е благородна работа, да се работи со младите генерации, да се образуваат и да им се укажува на тоа како можат да го променат општеството. Меѓутоа истражувањата пак од друга страна се неодделив дел од целата таа работа и науката не може да се развива ако нема истражување. Истражување. Затоа ќе продолжиме после. А сега пред да продолжиме, сакам едно кратко прашање. Како се јави желбата за криминологија? За полициска академија? Ти почнавте на правен факултет, ама Да. чим се преусмеривте скроз на кај криминологија, криминалистика, како се јави желбата? Јас, на пример, од филмовите кои ќе гледам, многу ми е интересно. Ако преинтересно ми е, ама, на пример, не би застанал да ми да студирам криминологија, не знам. Треба нешто да побуди. Како завршив прво направен, тоа е што кога требаше, кога матурирав и кога требаше да се избери факултет, нели, факултет за безбедност веќе не постоеше, немаше нови студенти таму, туку одредени години само завршуваат тие кои што се Со запишани. квоти беше ова година. Не беше толку- укинат во 95-та од тогашниот министер за внатрешни работи. И после во 2003-та имаше најава дека ќе се отвора полициска академија, меѓутоа не ја отворија таа година. Беше поврзано со некои од препораките на Европската унија дека ни треба факултет за такво образование и го немаме во образовниот систем. И заради тоа како нешто најблиско го избрав правото. Меѓутоа кога ја отворија, тогаш кажав дома јас ќе се, ако успеам да се запишам, ќе студирам нешто сосема друго што го сакам. Од секогаш сум сакала да читам трилери од книгите. Кога работеше мајка ми во Тутун работеше во оние трафики, ако се сеќавате. Секогаш ги читав крими романчињата кои што ги имаше таму. Ги сакав филмовите и од секогаш, дури и денес во истражувањата тоа може да се види, ме интересирало зошто некогаш сме и насилни, посебно кај насилните кривични дела, што е она што го тера човекот да не ги почитува правилата. И така стигнавме до таа дека сакам да студирам нешто поврзано со полиција и со криминал. Супер, отлично. И сега да продолжам да ве фалам. Фулбрајт стипендија. Фулбрајт стипендија за многу од нас е нешто ново, не го знаеме, не знаеме што е уствари.
Знаеме дека е стипендија, ама не знаеме Фулбрајт колку е престижна таа стипендија. Предпоставувам, јас првпат слушнав дека за вас, како стипендист, неам слушнато негде друго место, друг некој што ја добил таа стипендија во Македонија. Што искористил. Таа Фулбрајт стипендија за што е? Конкретно е за вашата област или се стипендират од појќе области? Секој може да аплицира како? Значи, Фулбрајтот е генерално за сите области, со тоа што во еден дел е нели non-degree или не се добива диплома, како што е она јасно кој што бев, ќе ви објаснам. Тоа е таа, другиот е degree каде што се добива диплома и наши студенти и млади може да студираат на американските универзитети да добијат мастер диплома или докторат. Со тоа што веќе и двете се имплементирани кај нас и како стипендија од САД на State Department-от на САД всушност нуди можност странски државјани да одат одреден период таму, а исто другиот дел е американски државјани да одат на универзитети во други земји во светот. Со тоа што оној дел кој што е Fulbright Visiting Scholar на кој што јас аплицирав или како постдокторски престој, може секој професор да аплицира кој што има идеја и има контакт пожелно е да има контакт на некој американски универзитет. Значи треба професор да биде. Да, тој дел на Fulbright Visiting Scholar всушност. И после тоа може да аплицира, па тече на малку подолга процедура. За тоа прво има административна проверка на апликацијата, па потоа има интервју доколку сте во потесниот круг. Интервјуто е во амбасадата на САД во Скопје и после тоа листа се испраќа од двајца најчесто, бидејќи најчесто двајца годишно ова го добиваат од кај нас. Оди во Вашингтон, па потоа нели од таму се решава дали ќе добијат или нема да добијат. Амин да дај треба преседникот. Добро, сепак или сепак треба и одредени други проверки за дали и исто така повторна анализа на истражувањето, дали таа навистина може апликативно да се случи таму на универзитетот или државата каде што ќе престојува тој кој што го добил Фулбрајт. Аму учествувавте во научно-истражувачки проект за генералната теорија на напнатоста на студентите. Таа тема малце ми го фати вниманието кога читав на интернет и во неврзан разговор со колеги од работа, кој ќе снимаш, како ќе снимаш, зашо ќе снимаш, ја спомнав и првата реакција на еден од колегите беше интересно, студент. И прво мене што ми дојде напнатоста кај студентите, многу од колегите, пошто сум во средина кај што имам помлади колеги на работа, горе-долу сите се на факултет и сега прошлиот период цело го слушав студентски прашања, оидов, ми избркаја, вака ми рекоја, така ми рекоја, оди најди си самио. Тоа е некој дел од таа напнатост на студентите, после пак ја да објасниме како тема, што се обработва во тој научно-истражувачки проект за напнатоста, кои делои ги опфаќа за напнатоста на еден студент? Мене Фулбрајтот, значи за да стигнам до тоа зошто студенти, ми се погоди да го добијам на почетокот на 2020, добив информација дека сум избрана и нели се случи пандемијата всушност. Со тоа што мојот семестар во кој што требаше да одам беше на почетокот на 2021, така што појдов малку подоцна некаде март 2021 година, кога кај нив работите почнува да се враќаат полека во нормала заради тоа што вакцините веќе беа подготвени и можеа. Кај нас тогаш јакото почна, ако се Да, сеќавам кај нас добро. нели имаше повеќе во 2021. Уште додека бев јас во Америка, тука имаше уште викенди кога не смееше никој да излегува од дома. Со тоа што првичната идеја ми беше да работам со жени осуденички, затоа што многу често се фокусирам во истражувањата на криминалот на жените, заради различните фактори кои што влијаат кај жените како сторители на кривични дела. Меѓутоа, заради пандемијата, решивме со професорката со која што работев таму да избереме примерок до кој што полесно ќе се стигне, заради тоа што во тој период пенитенцијарните установи, односно затворите, се уште беа позатворени како можност каде што може да се влезе заради заштита од вирусот. И генералната теорија ја насочивме кон студентите и употребата на легални и нелегални супстанции.
легални во смисла нели како одредени лекови кои Препишани, што да. лекови кои што може да се користат како антидепресиви или стимуланси или лекови за болка и нелегални супстанции, одредени наркотични дроги кои што се забранети за конзумација. И идејата беше да се направи една споредба за тоа кои почесто супстанции ги користат студентите во случај кога кај нив ќе се јави напнатост. Сега напнатоста Агнију ја поврзува со појава на некои негативни емоции, како што е, например, бесот или лутината, или депресивни чувства, страв, срам и така натаму, како резултат на појава на некои стимули, кои што може да бидат или негативни, како долготрајна виктимизација, дискриминација или што и да било, може да бидат отсуство на позитивни, кога не може да се достигне нешто што е поставено како цел. Пример, не можам да добием оценката која што сакам или не можам да положам испит, или пак губење на некој позитивен стимул. Ако се прекине интимна врска или се изгуби близок од семејството поради смрт и некои такви лоши искуства кои што би можеле да доведат до негативни емоции. Всушност потоа се појавува негативната емоција и за да се потисне негативната емоција, кон кои најчесто субстанции студентите посегнуваат. Точно. Тоа е многу интересна тема. Јас не знам денес како, вие сте професорка, имате секојдневната работа вие со студенти, како денес вие гледате на, сигурно, пошто сте учесник во такви проекти и работа вие да заприметвате нивното однесување секојдневно на предавања, вон предавања, сигурно разговарате со студентите надвор од предавањата. Која е вашата перцепција за однесувањето на студентите и дали е присутна напнатост кај нив од X причини, не мора да знаеме што, дали има некоја присутност денес повисока од порано, пониска, и вие сте биле студент на времето, како ги гледате тие работи денес? Во однос на напнатоста не можам точно да кажам, нели, во однос на овие последни генерации. Во тоа истражување кое што го правевме, има разлики меѓу сад и тука. Во зависност од тоа каква е перцепцијата кон образованието, кои санкции следуваат на универзитетите заради одредени недозволени дејствија. Имаше разлика и во однос на нелегалните субстанции кон кои што и легалните кои што се користат. Имаше во САД доста честа употреба на легални субстанции до кои што може незаконски да се дојде. Кај нас поретко беше таа употреба, иако ги имаше, например, некои стимуланси како амфетамините. Со тоа што имаше разлика кај нелегалните, например, сега вамо бидејќи беше Мизури, во еден дел од Мизури е легализирана употребата на канабисот. Кај нас нели не е дозволена, така што тука имаш исто така некои разлики. Во однос на однесувањето, денес не би рекла однесувањето, туку мислам дека начинот на живот е многу поразличен од тој што кога ние студиравме. Интернетот не беше толку пристапен како сега. Информациите денес се пренесуваат на многу поинаков начин, како многу пократки информации, нели, рилчиња, или тоа се кратки текстови кои што излегуваат, например, на Инстаграм или кратки видеа на ТикТок. И студентите или младите луѓе генерално го немаат, им се намалува прагот на време на внимание кој што може да се задржи. И ние како луѓе кои што зборуваме, например, 3 часа на предавања, се обидуваш да се прилагодиш на тоа што нели, или правиш паузи почесто, или пак поврзуваш со некои дневни настани или со прашања, дискусии кои што ќе може да се задржи вниманието, а некако кога ние студиравме со тој по класичен начин на предавање, кога професорот изборува, па се ако заспиеш, ако не е твој проблем, ако нешто не можеш да најдеш во книгата, пак твој проблемот и не си слушнал на предавање. Така се многу поразлично. Се оди кон тоа да биде поинтерактивно, да се уклучат и самите тие за да се задржи. И тоа е идејата на новиот кредит трансфер системот, така наречен. Тоа е идејата повеќе студентот да биде вклучен и на поинтерактивен начин да го совлада материјалот кој што го има и да му ја свати суштината, веќе не идејата
посебно криминологијата не е идејата да се научи некоја дефиниција на памет, па сака стихотворба да ја прераскаже некој кој ќе излезе од колоквиум, а не ми требува повеќе Ангелина, Да, и завршив кај тебе, па заборави все после. Така што. Јас тргнувам од мене и јас сум човек што во денешницата како што функционирам и јас многу кратко се задржувам на работите. Ќе отворам некој рил или некое видео, ако нема нешто што, не знам, ќе ми го blow my mind, што викат американците, нема да се задржам да го гледам. Може и од немање време, може и од, не знам, од X причини, ама и гледам дека сите сме така малце со кратко трпение за одредени работи. За глупости гледање добро, можеме да гледаме глупости по цел ден, не е никаков проблем, а нешто корисно потешко. Друго што сакав да те прашам е, имаше напишано во интервјуто, пишеше си сум носталгична и си ја сакам татковината и Битола, ама треба да бидеме отворени кон спознавање на други места, да ги засакаме тие места. Ти во Мизури имаше едно одлично искуство колку што успеав јас да прочитам и баш ме интересира како остануваш отворена да, не знам како да се изразам, да го засакаш тоа место. Пример во Мизури искуси многу работи други, виде многу друг начин на живот, нешто што те бендиса било љубезноста на луѓето. Љубезноста на луѓето и сега јас одма се враќам кај нас. Значи, одма не можам, одма ми иди споредба некоја да направам. Пошто и јас знам дека американците се љубезни, јас работам со нив во моментот. Зошто таа љубезност не можеме тука да ја имаме? Зошто се тие љубезни? Оти морат да бидат љубезни, ете, колку време беше таму, виде, се познава на човек кој ќе е љубезен со сила или кој ќе е љубезен искрено. Голем дел од нив се љубезни искрено. Овде не е баш така. Немаме многу љубезност овде. Мислиш дека има некоја причина позади тоа? Не мислам дека е менталитетот. Значи, таму е многу поразличен начин на живот, отколку тука. Голем дел од нив ја немаат слободата што имаме ние во движењето, да речеме. Често пати јас таму се шегував и со колегите таму и воопшто кога ќе се чуев тука, се случуваше да сум само по улица некаде, кога ќе помине некој со кола вака да ме гледа како да рече што е нова, зашто се пешки оди, пошто американците се познати по таа дека се нонстоп во колите. Од една страна и заради безбедноста, од друга страна и заради тоа што многу работи не им се толку блиску и достапни како овде. Или овде да ќе ми снемам млеко, ќе скокнам пошто маркетот ми е многу блиску, таму нема, ако снемам млеко треба со колата да оди 20 минути за да купи. Така што е до менталитетот, не дека ние не сме гостопримливи или љубезни, меѓутоа во тој секојдневен живот не со луѓето со кои што се познаваме, туку со оние со кои што контактираме ни секојдневните активности, например во маркет или на пазар или каде и да било, или во институција, ја нема таа љубезност. И пак ќе кажам, мислам дека е врзано со менталитетот. Во еден дел кај нив да, има љубезност која што е заради тоа што морат, бидејќи нели тука е работодавачот или надредениот, меѓутоа во голем дел е искрена затоа што се познава. Да. Например, што губи некој кога плаќаме на каса да рече имај убав ден. Затоа што таму нели го велат она have a good one. Да, have a good one. И тоа онака кажуваат на смејани се гледа дека искрено е, не дека нешто ги му смени на Точно. касиерот или на тој кој што е на шалтер. Ма може и да му смени. Тој цел ден е фин, искрено фин. Добро, нели ќе се чувствува и тој позитивно. И тој се чувствува позитивно, да. Тоа треба и ние малце да го сфатиме. Така што можеби ако и кај нас некој е постојано љубезен, да кажеме, ќе се чувствува позитивно, но и други кај нас претпоставам фактори влијаат на тоа колку некој е платен за работата која што ја работи, колку ја сака работата која што ја работи. После се ова Сето што се таа. занимавате во криминологија, криминалистика, во научни проекти, предавања секојдневни, сигурно не седите дома и да гледате крими серии по цел ден или да читате крими романи или било како. Кој е вашето хоби или нешто што ве релаксира? Затоа што на крајот на денот сигурно треба некоја релаксација да има човек. Почнав едно хоби кое што
претходно сите се чудеа кога го почнав, значи некаде кога се вратив од Америка многу поактивно, пред поретко, меѓутоа во одредени периоди од животот од време на време се случуваше, односно почнав да трчам. Со тоа што кога бев во Америка, трчав многу често во еден од најголемите паркови, таа е во Америка, се вика Форест парк, беше негде на 500 метри почнуваше од местото каде што живеев јас во Сент Луис. Шубо блиско. Беше многу блиско всушност, така што почнував од куќа да трчав неколку километри дента колку што имав или десетина во паркот и потоа се враќав со трчање назад. И почнав после тоа трчам полумаратони. Или некоја 5-ка, 10-ка пред тоа, па после полумаратони. И кога седевме во Америка, баш ова година ми го спомна професорката од таму, бидејќи беше во Македонија една недела пред да одиме на годишната конференција на Европското друштво за криминологија во Атина. Ми рече: Ангелина, се сеќаваш кога кажа дека нема никогаш да трчаш маратон? И јас кажам: да, во право сте, нели во животот не треба велиме никогаш за многу работи, така што оваа година се уште го немам трчано, меѓутоа го спремам маратон. Така што трчањето е тоа што во моментов ми е некој излез од тој секојдневен брз живот кој што го имаме. Дури успеав да се навикнам наутро да трчам, затоа што бев човек кој што не сака да станува многу рано, затоа што до доцна во ноќта сакав да работам и успеав целосно да се променам во однос на тоа, односно работам во текот на денот и да станувам многу рано наутро за да трчам. И тоа е нешто што навистина Дали ми ноќе помага. Сите скоро што креираат нешто, што работат, нешто уметници или од било кој област, сите велат: ноќе ми се работи, ноќе ми идат идеи, ноќе ми иде инспирација. Кај вас истото, затоа беше така? Јас почнав ноќе многу работам со докторатот, почнав да го пишувам и после тоа ми остана како некоја навика, нели, нема звуци надвор, нема други луѓе, сите спијат, нема кој да Телефони не потреба звонат. нешто, нема никој не пишува на социјалните мрежи за да чекај да видам, нели, 5 минути, па тие 5 минути се претворат во пола сат. Да, минимум. И навистина помагаше многу. И се случуваше некогаш кога ја пишував криминологијата, всушност се случуваше да останам до 6 наутро, па после тоа да спијам неколку часа само и да почнам да проложам со другите врски кои што ги имам во текот на ден. Ај не учете ме јас да трчам, изгорен сум да трчам, ама сакам на трака да трчам, не икам во парк. Скоро и траката е убава. Јас на пример ја користам во зима заради тоа што кај нас не е баш воздухот толку окей за да се трча надвора и зошто да трчаме во студено, кога може да трчаме долго топло, иако многу луѓе па не ја сакаат, да било досадно и седеле во место. Јас да речеме до сега тегувам со тоа што гледам некој филм. Може, јас сакам, например, мене само кондиција ми треба, не ќам да вежбам, тего и такви работи не ќам, ама ми треба кондиција. И мислам дека сега ова зима ми е шансата да купам една трака и да пробам, пошто сопругата ми вежба активно и таа сака плюс да комбинира со ова, па ќе пробам. Јас станувам рано, морам да станувам рано и ќе пробам некако да трчам на Сабајле. Со трчањето сега ќе речат во мода е. Се трчат маратони, гледаме колку има учесници. Јас не се сложувам дека е заради мода и баш е убаво што активно се вклучени од најмали до најголеми. Трчат секој што може да трча и кога ќе речат петка, сега за вас петка е ништо, една петка. Јас да речам петка ќе треба се влечкам по земја. Ти немам никаква активност, така да ќе пробам еве од вас и од сите други што ги правите ти работи да соберам некоја сила и да почнам да трчам, да соберам малце кондиција, оти физичката активност кај многу од нас ја нема. Дали сме мрзи, дали не сме мрзи, не е битно, ама ја нема. Така да мило ми е со тоа што се занимавате, а друга работа пред паузата што сакам да ја спомнам е дека вие имате напишано роман и романот се вика Во сенката на кафезот. Која ми е камерата? Која ми е камерата? Може еден краток опис на книгата? Што можеме да очекуваме? Ова е крими роман. Да, тоа е трилер кој што излезе 2017 од печат. Меѓутоа ја напишав неколку години претходно, со тоа што со Матица соработувавме како издавачка куќа. Тогаш навистина излезе во пресред
писателот Раде Силјан, кој што е сопственик на издавачката куќа. Аплициравме во Министерство за култура, знам дека не беше успешна апликацијата, па после тоа најдовме некој друг начин. Со тоа што се работи за трилер, се случува тука во Битола. Има еден серијски убиец кој што убива млади студентки. И има неколку инспектори, меѓу кои што е и Нина, која што е главниот лик во романот, таа инспекторка, која што се обидува нели да го открие убиецот. Така што Значи, станува збор за нека приказна од една страна нели трка со времето да се открие кој е сторител за да не убие уште повеќе, но од друга страна и длабока приказна за губата, за вината како нешто што може да го носиме како да го носиме како товар низ животот, за пријателите кои што се губат, за неискреноста и така натаму. Така што има нешто од повеќе аспекти. аспекти. Скапо, толку е скапо книга да се објави? И други. Не дека е скапо, Помош, фала Богу дека ќе побараме од било каде, ама не знам, имам некои чувства, имам еден другар вели имам напишана книга, не можем да издам, немам пари. Ќе побарам од овде, ќе побарам од онде. Значи, сепак видете, сепак не се работи за сума која што е, например, наивна. така. Меѓутоа, кај нас не дека луѓето не читаат книги. Низ години сум видела дека доста се читаат книги кај нас и тоа е добро. Меѓутоа, работата е нешто што ние го грешиме и тоа и некогаш јас сум го правила порано, е што не им даваме шанса на домашните автори. Кој ќе видат нели добро домашен автор, чекај на сајмот ќе си купам од некој кој што е познато име, сепак тоа ми е проверено. И заради тоа често пати домашните автори морат сами да се финансираат или да се финансираат со донации кога ги издаваат книгите, што сепак е недозволено, мислам. Кога некој е веќе издавачка куќа издала книгата и смета дека може да се најде на пазарот и да има интерес, тогаш сметам дека и ние како читатели би требало да дадеме повеќе можност на наши домашни автори, заради тоа што тоа се наши домашни автори. Големите светски имиња, не велам дека не вредат, што биле светски имиња и се познати и вредат навистина многу, имаат многу зад себе и јас сакам автори кои што ги читам постојано. Меѓутоа и јас некогаш сакам да дадам можност на некој наш автор кој што и фала. Имавме ние гости претходно во емисијата што имаат објавено своји книги. Исто сите каже за потешкотијата, неможноста да ја објават книгата заради финансиски причини, не за нешто друго. И сакав исто да ми кажеш дали можат гледачите, сакам да му кажеме дали можат сега негде да ја најдат во продажба. Можат во книжарите на Матица На во Матица. Скопје, да. Во Во двете. книжарите на Матица може да ја најдете книгата, во сенката на кафезот. Матица продава и онлайн, претпоставувам, така да не мора до Скопје да дојдете за да ја купите. И втора, книга што ми ја донесе професорке, ова не ја знам, криминологија. Ова е предмет Да, тоа е учебникот, вашиот. кој што универзитетскиот учебник кој што не мора нели само студенти да го читаат, секој кој Така. што е заинтересиран може да Читам. го користи. Кога издадовте оваа книга? Таа е најновата од 2024. Ова е веќе Азе книга. Ова за јас да земам да го читам, ова ќе треба многу да се сконцентрирам, многу да не ми дојди. Добро, не дека и студентите многу сакаат да читаат, ама Како се прецепирате самика за професорка? Кој е вашето мислење? Кој е впечатокот од студентите за вас? Мислам дека на прв поглед секогаш создавам впечаток дека сум некоја која што е многу строга, некоја до која што не може да се допре, во смисла као чекај сега како диречам на професорката да ја прашам нешто, дека сум многу, некогаш дури мислам дека се создава впечаток дека сум арогантна. Меѓутоа, кога ќе ме запознаат студентите, на крајот и самите последен семестар, кога ќе дискутираме околу тоа како поминале предавањата, предметот и слично, самите го кажуваат тоа дека на првиот впечаток добиваат сосема различно мислење Да, обично грешиме. за мене. Во многу случаи грешиме за првиот впечаток на било кој. Така да, не знам, еве, јас прв пат ве гледам,
многу малце сме искомуницирале за да се договориме за емисијата, јас немам впечаток дека сте арогантна. Не знам, на факултет, студенти, помлади, секогаш, ви рековме, влијат и разговорите со претходни Да, и нели ваши тоа јас меѓу студенти. годините се зголемува со генерациите, Точно. уште поголем, сосема Има. поразлични. Има многу влијанија, јас го немам тој впечаток и баш ми е мило што сте денес тука. Не ми е мило пак што не правиме лајвој, значи мора да правиме лајвој, што ќе траат по 3 сати, може и 4. И денес да пробаме да скоцкаме нешто за да доловиме каква сте вие всушност и што всушност вие работите на теми кои што за нас обичните што сме втурнати во ова машинерија секојдневна може да ни бидат интересни и во нашето слободно време да пробаме да се заинтересираме, например да го прочитаме вашиот крими роман. Сега во вториот дел од емисијата ќе разговараме за искуството на професорката на Универзитетот во Мизури во Сент Луис и за таа теорија, генерална теорија на напнатоста кај студентите, така да дајте ни една кратка пауза и ќе се вратиме пак. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Simpex од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Simpex. Така да големо благодарам и до нив. Режија вели дека снима, се вративме после паузата. Во вториот дел од емисијата сакав секако да подискутираме малце за вашето искуство во Соединетите Американски држави и сега во еден неофицијален разговор позади камерата разговаравме за ресоциализација, конкретно вие сте поупатена во ресоциализација на затвореничките и кога ќе правиме после муавет за споредбата како е во Америка, како е кај нас. Како е кај нас систем на ресоциализација? Постои, не постои, се применува, не се применува, има иницијативи, нема иницијативи. Ете конкретно за затвореничките. Па добро, кај нас жените издржуваат казна затвор во една установа, таа е во рамките на КПД Идризово, женското одделение. Без разлика на кривично дело. Да, нели ако има изречена казна затвор, така. Тогаш таму ја издржуваат казната затвор, нема други установи за женски лица. Така што тоа е установа од 86-та година, како што кажав, единствена во државата и во тој дел материјалните услови се исти, односно како застанало времето. Во 2005 година првпат јас отидов како студентка во женското одделение и после кога се враќам како професорка, секогаш во ходникот можам да видам таа библиотека која што нели уште од 2005 година ја паметам. Пенитенцијарниот систем или тоа целиот затворски систем има многу предизвици кај нас. Еден е тоа што во секторите за ресоциализација нема доволен број на вработени за всушност да посветат доволно внимание на процесот на третман на осудените лица. Тоа е голем минус во целиот процес на ресоциализација. Работното ангажирање не е доволно на сите осудени лица. Пример, кај жените, најчесто жените се работно ангажирани во некои хигиенски активности во установата или пак одредени работни активности во административната зграда на казнено-поправниот дом Идризово. То недоволно нели ги оспособува за одредени работни активности по излегување.
од установата, бидејќи ресоциализацијата е клучна во насока на таа да ги отстрани факторите кои што довеле до кривичното дело. А посебно кај жените тоа се поспецифични фактори кои што се различни од тие кои што се јавуваат кај мажите. И затоа во феноменологија е различен криминалот на жените. Но низ годините има одредени добри чекори. Дури самите установи се убедуваат со тоа што Управата за извршување на санкции до 2017 година, например, беше целосно затворена за истражувања од надвор. Така што 2017 наваму сите директори кои што биле без разлика, кои биле отворени кон истражување, секогаш позитивно одговара, например, на какви добило барања дека треба да се прави некој истражување. Дури и на проектни активности што сме ги работеле за тоа што како Фулбрайт стипендист после тоа и алумни постои посебен фонд за проектни активности кои што помагаат на заедницата во земјата од каде што доаѓаме. И имавме со една колешка која што исто е Фулбрайт, меѓутоа да е Фулбрайт студент. Проект кој што се однесуваше на дигиталните вештини на жените осуденички, како еден многу мал дел од дигиталната рехабилитација и ресоциализација. Затоа што нели таму нема интернет, нема компјутери, нема смартфони, а кога после одреден период нема контакт некој со интернетот или направите кој ќе излезе надвор е многу потешко, дури на пример да направи CV или мотивацион или испрати еден мејл за да аплицира за работа. Добро, има некои кои што имат пристап денес до интернет, до компјутери, не знаат мејл да напишат, не па кај што така нема. Што тоа ни беше идејата во тој дел. Имаше и други проектни активности претходно. Во моментов има една навистина многу добра иницијатива која што ги учи жените како да шијат одредени модни додатоци или да везат на модните додатоци. И дури има нивни продукти кои што се продаваат во Скопје, може да се купат, што финансиски нели од друга страна им помага на осуденичките да заработат средства кои што може или во моментот да ги користат или после тоа кога ќе напуштат установата, но она што е побитно, добиваат некоја вештина и знаење кое што подоцна може да им користи полесно да дојдат до вработување и да се вратат како да се вклопат пак во општеството. Заедницата повторно и да не вршат кривични. Што е проблемот што немаат слух функционерите, политичарите или не знам, не можам да разберам. Парите се проблем. Велиме нема кадар. Да, за кадар треба пари, секако дека треба пари да работиш ти психолог, криминолог, не знам. И кој друг кадар е потребен на тој процес. Имало иницијативи, дали сте запознаени, дали имало иницијативи тоа да се направи, немало иницијативи. Кај е почетокот на проблемот зашто ги нема тие работи? Од една страна се финансиите, заради тоа што затоа се уште многу казно-поправни установи немаат материјални услови како што треба да имаат согласно меѓународни документи. И кога ќе дојдат од Комитетот за превенција на тортура, во сите извештаи нотираат што е она што е недостаток. Има големи зафати во моментов во КПД Идризово, градежни, кои што во еден дел се финансирани од буџетот на државата, во еден дел од Советна Европа. Така што тоа е еден дел, другиот дел е дека има иницијативи, фокусот е ставен се уште на зголемување на бројот на затворска полиција, заради тоа што и таа фали. Да, недостаток. И таму се вработувања повеќе, со исклучок на секторите за ресоциализација. Така што има многу проблеми кои што полека треба да се решаваат, со тоа што дури има и сега со закон за извршување на санкции посебни оддели кои што ќе разузнаваат внатре во однос на корумпираноста на вработените, заради тоа што често пати некои недозволени врз основа на куќниот ред или средства или направи се таму многу често заради па секоја рација по 100 телефони на минимум ножови. Така што сето тоа вод полека се решава, меѓутоа многу клучен чекор е тука што веќе можеби видовте низ медиумите дека е поставена прва талка и дека полека заживува пробацијата или употребата на со алката електронска каснина. Па имаше уште нели закон за пробација е многу одамна, меѓутоа не беше имплементиран во пракса. Од една страна тој ќе помогне да се намали пренатрупаноста, бројот на осудени лица во казно-правните установи
Тоа е за Тоа домашен. ќе чини помалку пари за буџетот заради тоа што осуденото лице всушност ќе биде во дома и ќе има право 2 часа во текот на денот да престојува на отворено, на одредена оддалеченост која што е мала оддалеченост доколку е на пример во стамбена единица каде што е само стан, ако е во куќа тогаш во дворот. До кои кривични дела можат да бидат дома? И сега не во детали да навлегваме, ми беше зборот до кој кривично дело алката и дома го пуштаме. Тоа се полесни кривични Полесни, дела, значи. Во еден дел може да се користат алтернативни мерки, ако е потребно да биде казна затвор, тогаш може да биде условено отпуст или пробација всушност, каде што се разбира има услови или не сме да излегува од тој дозволен дел, не сме, ако биде забрането да комуницира со одредени лица, да не комуницира, да не изврши ново кривично дело, ако има некои други обврски кои што треба да ги исполнува заради тоа што ќе се проверува на одреден период. Клучо кој го има од Така алката. што тоа е всушност надлежни се Да не фатиме врски за клучо после. Па не знам, пробацијските канцеларии се всушност на подрачјето на одредени основни судови надлежни за имплементација, односно извршување на пробацијата во некој лице. Горе-долу кажавме каква е состојбата во однос на ресоциализацијата на затвореничките. Тука вие бевте во Америка, на универзитетот, таму сигурно се запознавте и со условите за ресоциализација тамошни какви се. Каква споредба можеме да направиме? Спомнавте дека се малце посурови за некои работи, Добро, да, значи американскиот затворски систем е целосно, ајде да не речеме, можеби 99% е чисто пунитивен систем, кој што не се фокусира толку на ресоциализацијата. Материјалните услови се на вистина на многу високо ниво, меѓутоа тоа се максимално обезбедени, посебно доколку се работи нели за казнено-поправни установи. Така што во таа насока не е систем кој што би требало ние да го гледаме како пример во однос на извршувањето на казната затвор. Затоа што нема толкова можност таму осудениците за контакт со надворешниот свет, кај нас имаат нели можности за контакт со надворешниот свет, за посети, за телефонски разговори, одредени часови надвор од установата, викенди. Тоа не постои викенди во Америка, претпоставувам? Не постојат. И дури работно ангажираните осудени лица може да одат на годишен одмор одреден временски период во текот на годината. Така што всушност идејата на контактот со надворешниот свет е да не се изгуби контактот со блиските, да не се изгуби чувството за тоа како е да си надвор од установата, за да биде многу полесно по излегувањето од установата. Така што во однос на затворскиот систем најдобар пример се скандинавските земји и нивниот затворски систем, кој што е пак систем заснован на динамичка безбедност. Тоа значи дека затворската полиција многу повеќе комуницира со осудените лица, е достапна во текот на одржувањето нели на мирот и безбедноста внатре во установата, а од друга страна фокусот е многу ставен на ресоциализацијата и на стекнувањето со одредени вештини, знаење или продолжување на образованието на осудените лица. Скандинавците веќе во се најарни, не знам, човек да му е мерак да оди во Шведска, во Данска, таму белја да направи, значи да се одмори в затвор. Периодот поминат во Мизури ви донесе многу, претпоставувам, многу ви ги прошири погледите за многу работи, ви поможи во вашата работа, што работите денес и во она кон што сакате во иднина да се насочите. Што би примениле вие тука, а нешто што ве бендисало таму, дали начин на работа, дали начин, рековме дека научно-истражувачката работа американците доста ја користат како темел за креирање на политиките од економски аспект, од политички, од социјален аспект. Дали таквата научно-истражувачка работа се користи и применува кај нас во креирањето на политиките? Она што е различно кај нив е тоа што сојузните држави најчесто имаат повици врз основа на кои што бараат одредени истражувања, да речеме, во однос на кривичната правда или некои аспекти, дали тоа е во работата на полицијата или во работата на одредени органи или потоа казнената политика и слично. Со тоа што универзитетите се тие кои што одговараат на повиците, добиваат финансиска поддршка за нивните истражувања и после тоа нормално резултатите
ги користи сојузната држава кога креира одредени политики, дали ќе заостри некоја санкција, дали нема, дали ќе почне да имплементира некои измени при издржувањето на казната затвор или некои други работи за кои што бара всушност резултати кои што се засновани врз наука од доаѓаат од научните работници. За разлика од тоа, кај нас се до овој последен повик од МОН, кој што морам да го споменам, дека прв пат после 15 години МОН или Министерство за образование и наука објави повик за научно-истражувачки проекти на државните универзитети кај нас. Од кои области? Кои што, да, всушност можеа сите универзитети да аплицираат, со тоа што имаше одреден број или од општествени науки, хуманистички, од природни, медицински науки и така натаму. Еден од проектите кој што доби финансиска поддршка е проект на кој што работам јас уште неколку колеги од правниот факултет, а се однесува на употребата на дигиталните платформи и сајбер насилството меѓу учениците во училишната средина во нашата држава. До овој повик претходно вложувањето во науката беше минимално во однос до кога гледаме процентот во однос на БДП. Никој никогаш не побарал какви да било научни резултати кога биле креирани, какви да било јавни политики поврзани, например, со заострување на казнена политика или пак одредени други чекори. Да, имавме измена на кривичниот законник, сега брзо беше пред неколку месеци, така беше, се караја политичките партии. Кривичниот законник има многу измени низ годините и тоа многу чести измени, некогаш дури без претходни истражувања. Да, тоа беше. Сме имале такви случаи со некои кривични дела каде што била заострена казнената политика без при тоа да се утврди зошто на пример се зголемил бројот на тие кривични дела. Кои биле факторите поради дали всушност на вистина се зголемил или тој број поставил и претходно, ама сега се охрабриле жртвите повеќе да го пријавуваат кривичното дело, затоа што посебно на пример сексуалните кривични дела, кога се работи за деца кои што се жртви, нивната темна бројка е висока заради тоа што не секој посебно во општествена заедница како што е нашата, која што е се уште или затворена, што ќе кажат сега другите ако разберат дека нашето дете било жртва на сексуално кривично дело, не се охрабруваат да го пријават, а многу почесто не го пријавуваат затоа што сторителот е некој кој што е близок. А кога има близина со детето, пак тоа е еден од начините на кој што може пак детето да не каже што се случува. Сега во последно време сведоци сме и секој ден во новините читаме обавезно за семејно насилство. Семејно насилство направено од маж кон жена, значи жените се жртви на тоа семејно насилство најчесто. И дали е сега само кој ќе се објавува или трендот на семејно насилство е зголемен. Веќе и одвратно ми стана да читам секој ден како некоја жена е нападната, дали на најгрозоморен начин или било како. Во тој поглед ние нашите закони за кривична одговорност како ги применуваат, не ги применуваат. Значи сведоци сме на непостапување на полиција, ете последниот случај што беше се утврди дека неколку полицајци не постапувале по пријавите или било како. Што е тука проблемот? Зошто не се побара едно научно истражување на ова тема за да се намали таа стапка на насилство врз жените? Искрено да ви кажам, веќе не ми се читат вести. Јас ги читам најчесто насловите, нешто ако ми фати окото за подлабоко да го прочитам, овие не ќе да ги читам од што ми е одвратно да ги читам. Како жени се влечкани по земја, тепани агресивно. И немам некое чувство дека нешто се превзема околу тоа да се заостри, да се намали. Може немам чувството и не сум посветил внимание да читам и да барам. Ама дали има нешто што се превзема? Еве вие сте појќе да речам во тие делови, во тие области. Значи семејното насилство од 2004 година е во кривичниот законник. Тоа не е како посебно кривично дело, туку е квалификуван облик на неколку кривични дела, меѓу кои што е, например, убиството и други, како што се тешка телесна повреда. Сега веќе и некои од сексуалните кривични дела претходно нели го немаше во однос на тој дел.
Низ годините бројот не дека не се менува на случаи. Многу влијае тоа што е зголемена свеста кај жените, затоа што статистички жените се почесто жртви на насилство, тоа не можеме да го негираме, кога некој ќе каже аман вие нели само зборувате дека жените се жртви, што е сега со мажите. Статистички жените се почесто жртви на семејно насилство. Многу влијаат се уште традиционалните норми околу тоа како се гледаат улогите на мажот и жената, семејството или брачната или вонбрачната заедница или интимните врски без разлика. Тоа многу влијае се уште, посебно во некои заедници кои што се нели рурални заедници или помали урбани заедници каде што жените не се охрабруваат да пријават. Порано постоеше на представа како жените не го препознаваат насилството, не е точно. Жените многу добро знаат сега што се случува. Меѓутоа, дел од нив се уште не се охрабруваат да пријават, дел се пријавуваат и затоа можеби трендот се зголемува. Но оние кои што не се охрабруваат да пријавуваат или, за жал, завршува со нивна смрт, како што се случи во неколку случаи со фемицид, или завршуваат тие да станат сторители на кривично дело и да губиат насилникот, затоа што има жени кои што издржуваат казна затвор баш заради тоа, и затоа што институциите навреме не постапиле. Се уште во некои институции постои перцепција дека ај добро, ова видете, решете го сега вие меѓу вас, ај да разговараме, да видиме или нели како што беше во последниот случај за жал во Велес кога имало коментари од типот леле, еве, а пак ова сега да пријавува. Сам тоа недозволиво, кога никој даја да пријави, а има аргументи, треба институциите да постапат со одредени мерки кои што се законски. Точно. И кои што ќе помогнат другата страна да се чувствува побезбедна. Една од причините, мое лично мислење е дека има многу жени кои што не пријавуваат од едноставна причина нема кај да одат. Живеат во заедница. Тоа е еден од факторите. Еден од факторите е зашто нема кај да одат. Претпоставувам во секоја нормална држава има некакви центри, прифатилишта за жртви од таков тип на насилство. Во Македонија имаме некаков центар за згрижување на жртви од семејно насилство. Има во одредени градови. Многу важен меѓународен документ кој што го потпишавме, кој што многу се демонизира многу често, таа Истанбулската конвенција. Тоа е документ кој што е многу важен пред се и за жените жртви и на семејно насилство и на родово базирано насилство. Во еден дел барат тој документ во воспоставување на центри за поддршка и помош на жртвите на кои да било типот овие насилство или родово базирано и семејно насилство. Има во одредени градови, има и во Битола центар за поддршка и во Скопје и во неколку други градови, меѓутоа интенцијата на институциите е да се отворат такви центри во скоро сите градови каде што може, заради тоа што пак тоа би било едно охрабрување кога жена првпат ќе се охрабри да пријави или ќе разговара со некој, да знае дека сепак може, дека има излез во целата ситуација, затоа што да, во право сте, многу жени се финансиски зависни и ни заради тоа не заминуваат, многу се плашат дека ќе ги изгубат децата доколку имаат деца со тој партнер. Многу немаат имот на свое име и нема каде да одат. Не може да се вратат кај своето примарно семејство, баш заради тоа што ќе кажат сега комшиите и сите други. И кога има ваква помош, тогаш уште повеќе би се охрабриле оние кои што нема да се до тогаш да решат да пријават. Знаеш зашто прашувам од тебе, на пример има еден случај со самохрана мајка на 4 дечиња, тоест 5 дечиња, кои што беа жртви на семејно насилство од таткото. И сега во Битола има некоја тенденција жртвите од насилство или самохрани мајки ги сместуваат во еден хотел тука во Битола. И во тој хотел има и доста луѓе кои што се опасни по околината. Такво е местото. И сега, на пример, мајката вика, јас имам 5 деца, одат на коло, сите тие работи, државата не ми дава стан. Таа седи во хотелот, зема социјална помош и социјалната помош ја плаќа хотелот. Таму ги носат, таму ги упатват, да речам. И тука е таа политика што мене ме нервира, имаме социјални станови.
некој социјален работник треба да работи со нив, а не само да му вели ако одиш на работа ќе ти ги земиме децата, не ќе да ја кажувам сега приказната, во друга прилика. И мене ме нервираше социјалните служби не си ја работата во поглед да му поможат. Не може жена со 5 дечина да живее во таква околина кај што има и секаков тип на луѓе. Има и некои од нив што имали кривични дела, не велам дека не. И зошто нема еден таков систем да му се поможи на тие луѓе? Во битола на рака се бројат. Мислам дека на рака се бројат таквите луѓе што се да ги сместат, да му дадат стан, да му поможат, да речат чекај ти одиш на школа на другиот крај на градот, еве ти автобус платен, социјална помош зема жената. Ние бериме донации, му помагаме кога ќе можеме. Тоа е тоа нешто што сакам да го разговараме почесто со сите што можат да бидат инволвирани во нештото за да се сменат некои работи. И ми е баш ме бендиса што кажавте за иницијативата во затворот за ресоциализација, значи мрда може работата малце по малце, ама треба веројатно да се работи на поиќе на проблемот и за да имат политичарите слух за нештото. Треба многу да се работи и всушност треба да тргнеме од самите нас. Или како заедница треба престанеме да имаме стереотипи кон различни луѓе, без разлика дали тоа претходно биле луѓе кои што извршиле кривично дело, дали тоа претходно биле луѓе кои што биле жртви на каков и да било тип на насилство, па да ги гледаме со стереотип, туку треба да им помогнеме повторно да се вклучат во заедницата и да помогнеме колку можеме и индивидуално, но сепак и институциите како институции. Па ќе ви кажам зошто не функционират институциите. Едно од тие 5 дечина беше нападнато од педофил, сега последно имаше случај. Никој од социјално, ќе речам, тие му се, да речам, одговорни за нив, тие се одговорни, не му рекол да посетат психолог, не му обезбедил психолог. Тоа Чупе е сега во моментот во шок. Разговарав со мајката пред неколку дена. Неки да излезе од соба, вели. Плюс, Чупето од 12 години си има некој проблем на затворена е таква, не е ни битно. Не посегнал никој да му поможи од институциите. Еве, ние правиме што можеме, ми се пријави и доста психолози, психотерапевти, што му сум вечно благодарен, бесплатно се понудија да му поможат на тие деца. Ама не е целта ние како обични граѓани да ја туркаме работата за да биде така, тоа треба да си го прават службите, а ние можеме плюс да му поможеме со нешто од нас. И тука е цел проблем што немаме реакција едноставно, немаме прогресивна мисла. Да остаеш ти дете нападнато од педофил без никаква психолошка помош. Гнило е. Многу е гнило. Голем проблем е што кај нас ни сите аспекти од животот може да го видиме, а и го кажа и ти. То многу често државните институции затајуваат и после тоа ние обичните граѓани сме као дај да видиме ние што можеме да направиме. Да, ние може секогаш да помагаме и треба да помагаме затоа што човекот треба да е хуман и да помага секогаш кога може на другите. Меѓутоа се први институциите кои што мора да помогнат. И посебно во ваквите случаи кога станува збор за сексуално насилство, посебно врз деца без разлика и кај возрастните кога се жртви е првата психичка, нели медицинската помош, потоа веднаш следува психичката помош и поддршка. Затоа што физичкото и психичкото здравје се две страни од едно. Ако не се работи на психичкото здравје, тогаш веќе многу работи остануваат нерешени. Како што во случајот, нели, што девојчето не сака да излегува, тоа е заради што има потреба да се работи на тој дел во однос на стравот и на она што и се случило. Затоа што стравот е како емоција многу проблематичен, посебно во вакви ситуации, и нормално за да се надмине травмата која што останува од текот на животот кај жртвите постојано, меѓутоа со психичката поддршка и помош се работи на тоа да се научи како жртвата да живее со тоа и тоа да не влијае врз понатамошниот живот и квалитетот на понатамошниот живот. За да можат луѓе кои што биле жртви на сексуални кривични дела да можат и да имаат партнери понатаму, да имаат семејство доколку сметат дека треба и сите други работи. Спомнавте дека работите на проект за дигитално насилство? Да. Насочено е кон учениците од основни и средни училишта, односно од 8 и 9 одделение од основните и сите години од средните училишта. Така, предпоставувам дека школите
нема да ги кудам нормално, се спремни да се вклучат и да учествуваат во таквиот проект. Мора да имате Имаме, ние претходно работевме на проект тука во општина Битола само. И имаме позитивно искуство со училиштата овде во општина Битола и со сите основни и со сите средни, бидејќи во сите го имавме истражувањето. Со тоа што онлайн го пополнува на мобилни телефони учениците. Меѓутоа имаше интернет, има сите ученици мобилни телефони. Да. Така што беа во контактите окей сите училишта, со тоа што претходно ние добивме дозвола од бирото за развој на образованието, дека е во ред тоа истражување, треба да се погледне анкетниот прашалник дали се во ред прашањата и така натаму. И после тоа кога ја добивме дозволата од бирото заедно со Министерството за образование и наука, после тоа ги контактиравме училиштата и имавме навистина овде во Битола позитивно искуство во истражувањето, така што претпоставам дека и сега ќе биде така, со тоа што сега се 32 училишта ќе бидат од територијата на цела држава во 8 плански региони. И целта е да се види колку децата од една страна минуваат време на интернет и на дигиталните платформи, колку тоа е поврзано со дигиталното насилство, бидејќи низ годините видовме многу случаи на основци и средношколци кои што вршат многу кривични дела онлайн, посебно поврзано со одредени фотографии со интимна содржина кои ги преправаат или дури комуницираат со помали ученици, се представуваат како многу возрастни, па ги лажат да испратат фотографии, така што има доста случаи. Тоа значи, јас не бев свесен дека до толку е навлезена работата во такви трендови. Знаеме, сите сме свесни дека има со фотографиите, тоа е веќе секојдневие, ама дека од основно и од средно има толку случаи, не бев свесен. Имаше еден навистина интересен случај од Кавадарци, кога 9 оделенци всушност правеа со помош на вештачка интелигенција фотографии со интимна содржина од своји сученички. Спуштаа нивни фотографии од социјалните мрежи и после преку еј ги правеа како да се без облека и потоа ги споделуваа со други соученици. Тоа влегува во кривично дело? Да, со тоа што кај нас се уште нема инкриминација која што се однесува на изработка и споделување на фотографии и видеа со интимна содржина како посебно кривично дело и многу често сега се користи инкриминацијата за злоупотреба на лични податоци, која што е пак многу поширока и вклучува сите лични податоци поврзани со фотографии, матичен број, други име, презиме и така натаму. Во едно ваше излагање прочитав криминалот се менува, структурата на криминалот се менува. Затоа не треба да застани научно-истражувачката работа. Овие се, претпоставувам, дел од тие промени со AI праењето на фотографии лажни или било како. И то сето веројатно треба да се прати и полека да се имплементира во нови закони, во нови кривични дела, затоа што како ќе го класифицираме ние ова дело, например, сега со AI што прават фотографии или видеа или како и да е. Треба да се грейдира законот, претпоставувам. Има некакви комисии кои што работат на таквите промени на структура на криминал кои што треба после да влези во закон. Има работни групи кои што изработуваат измени на кривичниот законник. Во однос на баш конкретните активности имаше идеја и се обидува пред се дели од невладините организации да докажат дека е потребна постои таа кривично дело, дури во целокупниот нов кривичен законник кој што беше изработен, меѓутоа не беше никогаш донесен. Стоеше посебно кривично дело кој што се однесува на споделување на фотографии и видеа со интимна содржина, без разлика дали претходно имало согласност кога било испратено видеото или фотографијата. Може да е лажно изработено, може да е вистинско. И тоа е посебно важно кривично дело пред се во овој момент, заради тоа што технологијата се користи многу и од младите, но и од раните години почнуваат со технологија. Но и од други луѓе, често пати се споделуваат такви видеа и фотографии, имавме јавна соба 1, 2 и 3
кои што тие беа што баш со беа, таа да. поврзани или Да. постои еден термин кој што се вика технолошки олеснето сексуално насилство, каде што всушност преку телефоните, компјутерите, интернетот, вештачката интелигенција се споделуваат. Или може да бидат и вистински и не е битно, пак ќе кажам, дали претходно постоела согласност кога првично жртвата го испратила видеото или фотографијата кон некого во доверба, нели? А после таа лице го споделува со други. Добро, сите тие работи и промени што треба да се апгрейдираат во законите, пак треба да идат од вашите и од другите научно-истражувачки работи што ги работите, претпоставувам, во однос на нов тип на криминални дела или на сите тие работи. Се надевам дека ќе се работи, ќе се посвети многу внимание, затоа што достапноста на информација од секаков тип сега е многу полесно. Ние немавме мобилни, порано немаше ништо таква работа. Немаше ваков тип на криминал. Ширење на видеа, ширење на слики од некој си друг. Така да се надевам дека ќе се превземи нешто, поготово во основните школи, затоа што сега ќе кажам дека на школа кај син ми е петто оделение, имало некои си дечиња кои што имале и споделвале порнографски содржини. Петто оделение, тоа е постаро четврто оделение. Тоа за нас беше незамисливо тогаш, како и да е. И се надевам дека ќе се посвети некакво внимание на тоа. Дали, ако ви се пружи прилика, перманентно да замините во Америка, дали би заминале од аспект на кариера, од аспект на кариера ќе речем, да замините за стално? Не знам, таа одлука е тешка одлука. Нели добро, Фулбрајтот како Фулбрајт и живењето таму ми покажа дека сепак можам да се снајдам во таква средина и не сум човек кој што не сака промени. Меѓутоа, од аспект на кариера може би. Предизвик би ви бил попримамлив за да замините? Има нешто што досега сте работеле на многу работи, ама си велите, ова ми треба сега сакам ова да пробам да видам. Па добро, секогаш има цели во животот кои што се постуваат, нели, ќе стигнеме до еден врв, па после тоа викаме ај сега овој другиот можеби. Секогаш, нели, во согласност со таа кои се можностите, дали тогаш можам или не можам, за да бидат помали и разочарувањата ако не е можно. Меѓутоа, од аспект на кариера, зошто да не е некогаш ако се работи за навистина Примамлива понуда која што опција. не зборувам, нели, настрана финансиски, тоа не го зборуваме. Не, за финансиски не ни мислев. Понуда која што дава многу повеќе можности научно и да се развива човек и како научник, но и воопшто да остава многу повеќе во науката. Знаете зашто ве прашав заради тоа што на пример тука учествувате во доста научно-истражувачки работи и сега велиме државата не ги зема во предвид. И сега некое симпл прашање и тогаш зошто ги правиме? Ги правиме затоа што јас барем ги правам затоа што сакам да го правам тоа, затоа што се надевам на промени и ако не се надевав на промени, можеби немаше ни да сум тука после толку години. Затоа што јас, како и многу други луѓе кои што се во оваа држава, сепак се надеваме дека можеме да направиме подобро место за генерациите кои што доаѓаат за живење овде и дека на Македонија и требаат луѓе кои што ќе ја градат и понатаму. И дека не секогаш, мислам, ги сваќаме луѓето кои што решаваат да заминат. Не ги осудувам никогаш, секој има свои лични причини зашто донел одредена одлука. Не сакам да осудувам други луѓе, не сум човек кој што треба затоа што не знам што се случува во животот на тој или таа. Меѓутоа, во тоа 2014 година, кога всушност се вработив како доцент, кажав дека ќе дадам можност да работам тука, да живеам тука, дури остана во Битола, затоа што нели многу луѓе решаваат и во Скопје да живеат баш заради тие промени, така што едноставно реков ајде да видиме, можеби секогаш дома си е дома. Јас сум сталица на тоа. Колку и да е некогаш
окей, се надвор, сепак не е дома. Не е тоа, ја се слагам. И мене, на пример, и во тие 5 месеци ми беше, јас имав проблем кога се вратив за да се навикнам тука, затоа што многу поинаков начин на живот е. И дури одреден период сметав дека нема да можам овде да се навикнам, меѓутоа секогаш го имав она чувство дека таму кога бев дека сега кога ќе завршат 5 месеци пак ќе се вратам дома. А што е уште нешто друго што ве импресионира таму во ете конкретно во Мизури, во Сент Луис, кај што бевте, освен љубезноста, рековме, тоа го потврдивме на почеток. Начинот на живот, начинот на, не знам, во конкретно во вашата област, како се вложува, како се дава посебно внимание, што е тоа нешто друго што би ве натерало? Ете, не можевте тука, ако се вративте, да се навикнете толку лесно. На што се навикнавте таму? Би рекла, начинот на живот можеби не толку многу, заради тоа што нели ја нема таа слобода која што имаме овде. Од социјален аспект, Да, за социјален живот. аспект зборуваме, да, затоа што од друга страна пак социјалниот аспект таму е многу поразличен, нели? Таму се функционира со одреден распоред, тоа ќе се видиме, тогаш ќе се видиме. Нема како кај нас, нели, ај сега да одиме на кафе, адхок од нигде никаде. Од друга страна, универзитетите, условите кои што ги имаат универзитетите, начинот на работа таму, криминологијата, не дека нема многу добри криминолошки истражувања во Европа, има многу добри универзитети тука, меѓутоа американските универзитети се многу познати во криминолошките истражувања и нивните програми за криминологија се и најдобрите воопшто во светот. Пример, универзитетот во Сент Луис всушност има 5-тата програма по квалитет, ако гледате по истражувањата кои што се правени. Така што повеќе во однос на тој аспект околу тоа и се разбира функционирањето на институциите и колку во текот на работата луѓето се ценат. Например, нели не џабе ги викаат, нели ја викаат Америка земја на можности, затоа што во Америка ако некој бива, ја добива шансата да се докаже дека навистина знае да го работи тоа. И нема да го прашаат кој си ти, како се презиваш и ред други работи. Тоа е затоа што институциите и системот функционираат како такви. Не дека во Европа нели не функционираат во западноевропските земји. Едноставно тоа беше и идејата. Всушност јас Америка повеќе ја избрав како место на истражување баш заради тоа како се работи на криминолошките истражувања таму и колку се вложува во тој дел. Супер. Па јас, професор, ќе посакувам да имаме поиќе луѓе како вас тука, за тоа што го кажавте сега пред малце дека сакам да сум дома, сакам да придонесам за мојата земја, да придонесам за идните генерации, да слушаме почесто луѓе со такви афинитети, да имаме поиќе професори како вас. И сега пред крај, не знам, имате некој дали моментално освен проектот за дигитална за насилство заштита, дали работите на нешто, имате план на нешто во иднина што сакате да го правите? Работам на пенологија, која што ми е останата на другата страна или другиот предмет кој што го предавам, затоа што од криминологијата излегоа многу различни науки после тоа. Тоа е тоа. Проектот кој што го работиме со колегите заедно и се разбира предавањата и многу други активности со студенти. Како и на сите гости што идат, што му нудиме наша некаква било каква помош, дали е таа медиумска или е, не знам, што и да е поинаку, ние ви стоиме на располагање кога има нешто што треба да се испромовира, нешто што би сакале да го слушнат поиќе луѓе. Ние ви стоиме на располагање со нашата емисија, стоиме на располагање со нашите социјални профили на социјални медиуми и ќе ни биде чест и задоволство и ние на некој начин да бидеме вклучени во сите тие работи што ги издискутиравме сега, да одат малце на подобро. Фала уште еднаш, не бевме толку озбилни или бевме? Некој сгреши со персирањето, но Не можам, така ми е, што да правам. Фала многу што бевте наш гостин. Нема да биде ова прво и единствено, сигурно ќе имаме повторно гостување од ваша страна, баш може кога ќе завршите со истражувањето за дигиталното насилство, да видиме кои се резултатите од сите тие испитвања.
Вие гледајте не наредната недела, ќе имаме некој друг гостин, пак не знам кој, ќе видиме. Голем поздрав. Чао.